Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Дами и господа, ми представува особена чест и задоволство што денеска ќе имам ексклузивно интервју со едни од хероите на нацијата на неколку дена само пред да заминат за Европското првенство, каде Македонија за прв пат ќе настапи, за прв пат ќе има свое учество на едно европско првенство. Не ми се верува дека тоа се случува. Нема подобар начин да ја закружиме ова 1 на 1 сезона 12. Навистина нема подобри гости во овој момент, освен дечките од македонската репрезентација. Ни гостуваат Игор Ангеловски, селекторот, Горан Пандев, капитенот, Џани Алиевски и Ели Фелмаз. Јас одам на кај хотел Панорамика, од таму ќе се вклучиме Линковски со хотелот каде што тие престојуваат. Тие се под карантин во многу строги мерки, бидејќи нормално, не дај Боже да некој се зарази пред заминувањето на Европско првенство. Токму затоа ќе се вклучиме на ваков начин. Нормално ја би сакал да можеа да дојдат луѓето и така и планиравме да ја оствариме оваа емисија, ова интервју да го направиме во живо што се вели, но почитувајќи ги мерките, сите протоколи кои што се поставени и од УЕФА и од Федерација, ќе мораме на овој начин да го направиме ова ексклузивно интервју. Мене не ми остана ништо друго, освен да ви се заблагодарам како публика за тоа што бевте со нас повторно и оваа 1 на 1 сезона 12, што ни дадовте огромна телевизиска гледаност. Мене навистина ми е премногу драго што се дружиме до овие 12 години и што имаме така верни фанови како што сте вие. Се надевам дека ќе се гледаме и во 1 на 1 сезона 13. Ова го кажувам бидејќи со ова фактички ја заокружуваме 12-тата сезона од емисијата. Ќе следат неколку best of емисии, односно најдобрите моменти сублимирани во неколку епизоди од оваа 1 на 1 сезона 12. Секако пред на есен да се гледаме со нова сезона од 1 на 1 и нови дружења со мене, мојата екипа, нашите гости. Така да, уште еднаш ви благодарам многу за довербата што ни ја давате, а сега продолжуваме со ексклузивното интервју со нашите херои, хероите на македонската нација. Игор Ангеловски, Горан Пандев, Ели Фелмаз, Џани Алиевски, кај сте, легенди? Ме слушате? Сега јако да ми прават финта, вака да прават. Не се слуша. Кој е овој? Кој е овој што е овој на телевизорот? Дечки, криво ми е што се гледаме преку телевизор, ама мило ми е дека воопшто се гледаме на малку денови пред почетокот на Европсково. Многу прашања стигна, луѓето сакаат многу работи да ве прашаат. Имаме едно делче одвоено и за прашање од публика и најмногу прашуваат дали сте вие свесни каков е овој успех, што се случува сега, каква е атмосферава? Ве фаќа ли трема, не ве фаќа? Ајде селекторе од тебе. Секогаш мора ја прв да одговарам. Нормално дека ова е нешто незаборавно, нешто што сите со нетрпение го чекавме, да имаме подготовки за едно европско првенство. Јас како многу пати и предходно и сега ќе кажам, овие што се покрај мене заедно со ние горе што одмараат се најзаслужни за села оваа ефорија што се случува во Македонија и очекувам само да се помине во најдобар ред и повторно да ја израдуваме нацијата. Гоче, кои се предизвиците? Што би требало да не плаши, а што би требало да не мотивира, освен фактот дека прв пат сме на Европско? Тоа е секако најголема мотивација. А од што се плашиме? Да ти кажем најискрено, ние не се плашиме од ништо и од никој противник. Ова генерација покажа дека може да игра на едно високо ниво и со многу квалитетни репрезентации. Како што кажа, сигурно хендибек ќе биде бидејќи сме прв пат на Европско првенство, али имаме доста искуство. Играме у добри лиги, у добри екипи и мислам дека со нетрпение го очекуваме овие надпревари да почнат и тоа ќе биде, како што каже, и празник за цела Македонија. Ајде да прашаме
за Македонија Грузија, знаеш, тоа таа е една клучна утакмица. Мрме кога беше во емисија, кажа дека Гоче дал многу добар мотивирачки говор. Пај сега да го издадеме малце тука пред него. Елиф, што беше тоа што го кажа Пандев? Што беше тоа толку што ја мотивираше? Па имаше доста. Не се срами, кажи сега, готово, тука е, ќе те подржи. Не, па најпрво сите знаевме зашто играме и искрено ние свесни сме што направи Бате Горан до сега и бевме должни да го направиме тој после еден чекор што му фалеше у кариерата. Тоа Така е. беше едно големо европско првенство. Така да се надевам дека после европското ќе следува светско, се надевам дека ќе биде дел од нас и на светско. Бате Горан како Бате Горан искаже еден говор кој што сите не допра до срце и само ние сите со селекторот само рековме дека ќе искочиме и ќе играме за Бате Горан за да го дополниме целосна таа негова кариера. Да се додаде тој диамант во круната, пошто тоа фалеше. Точно така. И ние сме срекни што му го исполнивме сонот, исто така и на цела нација и на сите мали дечиња. Така е, сме сонувале за тоа. Ние од мали дечиња сонувавме, ама сега стари магариња сме и конечно ни се оствари. Така да вие сте за тоа заслужни и ви благодариме. Џани, може ли да те прашам вака? Кога не е Пандев во соблекувална, а не е ни Мрме во соблекувална, кој ја превзема лидерската улога? Има ли некој таков? Па сега има не само еден, има 3-4 што сме ја, Барди, Рики, кој има друг? Тричковски, има уште други. Сакаме да правиме малце атмосфера и ако нема Пандев или Мрме, сме ние таму и Елиф сака малце да прави, ама он уште е млад, мора да научи уште малце. Ама има добра атмосфера и тоа е многу важно. Има од кого да учи Елиф? Какви фаци има таму? Добри фаци. Одлични. Кажи ми вака, Мрме, еве, ти ќе кажеш, кој е од целиот тим, од овие што се јадрото, кичмата што се вели на тимот, кој е најсериозниот, онака, кој вели, доста заебација, дајде да се фокусираме, бидејќи нормално, како и во секое друштво, секој сака и да се опушти малку, да не биде цело време сериозен, бидејќи некогаш и тоа и му треба на тимот, малку дух, малку зезанција, малку виц. А има ли некој што е цело време фокусиран, цело време сериозен или не постои таков? Па мислам дека не постои таков, дека ретко се е кај нас, но сериозноста е нормално, кога се тренинзите надпреварите. Останатиот дел го поминуваме во одлична атмосфера, каде што навистина е задоволство да се работи со, јас стално кажам, со вакви фудбалери. Нивниот фудбалски квалитет е неоспорен, но јас сум среќен што работам со луѓе што имаат ваков човечки квалитет. Видовме многу добро видео едно скоро од прославата на роденденот на Адеми, така? Да. Тоа излезе. Пример кога се прави такво нешто, кога сакате да изненадите член од тимов, како се организира другиве? Има некој што е главен организатор за такви работи? Па секако некој со идеи, докторот е задолжен за таа музичка сценографија, бидејќи добро свири гитара. Така. Останатите кои со идеја дали тоа да биде торта, поклон да се одбере, така да сите учествуваме во изненадувањето. А кој е најдобар пејач од репрезентацијата? Еве нека кажат другиве, не мораш ти да кажеш. Јас? Сите сме лоши. Сите сме лоши певачи, али пееме. Слушај. Боби Николов е најдобар певач. Да, Боби Николов без конкуренција. Без конкуренција, тоа ми се допаѓа. Ајде да се вратиме на европско. Уште малку има, пред почетокот. Сега сте во период на карантин, Затоа и се пазиме, затоа и не ги правиме ова интервју не го правиме во живо, нормално. Како е Барди, да прашам, бидејќи знаеме ситуацијата е таква дека нема да биде со вас веројатно од почеток или ќе биде. Како стоиме, каква е ситуацијава?
Еве Џани ќе кажи за Барди како. Знаеш, не е добро да има kao Bardi и много добар играч, ни фали ние на тренинг, све, не е лесно да имаш корона и сега да биде позитив, ама добро има уште време и има малце симптоми и ама ќе биде подобар и ќе чекаме. И Значи, без Барди и се селекторот надеваме- каже без Барди не идеме. Така. Ама мислам, ако уште е позитив, не знам дали ќе идеме или не. Слушај, ако не да ги одложиме утакмиците за понатаму малку. Не, без Барди не идеме, па што сака нека биде. Ако треба да рангирате омилени победи во кариера, Гочи има еден куп, ете, например. Кај ќе рангирате оваа победа против Германија, бидејќи не можеме да негираме, иако не е таа финале некакво или нешто, сепак е ептен специјална победа. Вие, да речам, победата против Германија во топ 5 победи или не? Мене ми е. Да, пате горе не знам. Па добро, во репрезентација мислам дека после Грузија ова е најголема победа до постојањето на Македонија. Мислам да ги победаш Германија не е мала работа. На гости? Да, на гости и после не знам колку години нема пораз во квалификации за светско првенство. А еве, ние ги победивме. Гоче, осеќаше за време на утакмицата дека не подценуваат, имаше некој таков момент? Германците? Да. Не, видо они влегоа на почеток, има 2-3 шанси, не ги искористи, али ние знаевме дека можеме да ги изненадиме, бидејќи оставя многу простор. Ние имаме квалитет. Одигравме доста тактички одговорно, истрчевме многу и мислам дека стварно заслужено ги победивме сигурно. На почетокот може малку не подцени, али кога одминуваше времето ги фаќаше и нервоза. Така е, и тоа се гледаше, баш така. А да ни е државата Македонија како што ни е репрезентацијата, мислам дека многу подалеку ќе стигнеме. Кај вас се гледа една кохезија, еден тимски дух, партнерство, другарство, како сакавте да кажеме. Што е тоа, што мислите сега, онака као луѓе поише ве прашувам, а не као фудбалери. Што е тоа што ја прави репрезентацијава да е таква? Мислам, нормално дека тука има пријателство едни меѓу други и слично, ама ако навлеземе подлабоко, што е тоа што така добро ве спојува? Што мислите? Сте размислували ли на темата уопште? Не е лесно, знаеш, не може да бидеш со сите пријатели, ама во терен треба да, на англиски му каже, you need to fight for your teammate. Так. И ние сега 5-6 години сме заедно и ова е, мислам, голем успех што имаме, зашто сите заедно сме и знаеме сега како на тим во Лицко, сега секој ден си заедно. Во репрезентација друго и потешко е да знаеш и што беше добро од селекторот, знае, веруе на овој тим и му каже ја сакам да идем за овој тим у европско. И мислам овој тим што е 5-6 години заедно и како фамилија сме сега и сите заедно, тоа е мислам најважно на ова екипа да бидеш заедно и ја мислам така, не знам што мислите овие. Добро, значи еве Џани вика дека најголема улога игра конзистентноста. Значи ете, конзистентно, долго, без многу промени, оставене тимот да се гради и да расте. И токму затоа е дадена шанса и еве шансата се исплати. Мрме, што мислиш ти, што викаш? Па добро, јас кажав дека на почетокот, нели, кога дојдов на оваа позиција, дека сакам да направам еден тим кој долго време ќе биде заедно, во кој тешко ќе се влегува и ми ја дадов, едноставно кажав дека јас сум првиот кој верува во овие момци и како цел, нели, поставив да се пласираме на европско првенство. Но покрај пласманот кој, нели, е гордост на цела Македонија, јас сум горд што ете успеавме да изградиме еден култ во репрезентацијата, каде што сме добар репрезент на начинот на кој ние го поминуваме времето заедно и мислам дека сите во Македонија треба да го видат тоа и дека тоа е начинот како што ние можеме да функционираме како репрезентација и како држава. Јас само можам да им се заблагодарам на дечките што
се она што го направи, не зборам само на резултатски, него и на начинот на кој се однесуваат во репрезентацијата и е задоволство да се работи со такви момци и во таква атмосфера. Джани многу паметно каже и мислам дека тоа треба да го запамтиме. Значи, не дека не постојат проблеми. Проблеми, кавги или недоразбирање има, ама кога сме на терен и кога играме, ги оставаме разликите на страна и играме како едно. И мислам дека тоа е добра лекција што и како држава треба да имаме, нели? Гоче, кажи ми тие, која ти е омилена нефудбалска тема со соиграчиве, со колегиве од репрезентација? Па да ти кажем најискрено, ние повеќе овде скоро стално збориме за фудбал, бидејќи само и тоа го знаеме. Добро и за некои филмови, да гледаме филмови и тоа, али повеќе за фудбал. Кој е најголемиот филмоман? Кој е тој што најдобри совети дава за филмови? Гледај оваа серија, гледај го овој филм на Netflix. А на мене филмови ми дава Стефан Спировски. И јас сам овде кога сум у карантин гледам филмови, дека дома со 3 деца малку потешко е да гледаме филмови. Нема време. Така е, се разбира. Гоче, ти си долго време во репрезентација, си играл со повеќе генерации. И Македонија не дека немала добри фудбалери порано. Ама еве никогаш па не сме направиле ваков успех. Што мислиш, знаеш, генерацијава, освен овие работи, ја разликува ли нешто друго? Пример, Панчев кога беше во емисија рече дека ваков среден ред никогаш не сме имале и заради тоа можеби е успехот. Ти што мислиш кога ќе ја споредиш генерацијава со сите останати во кои што си играл лично? Па добро, како што каже, јас сум најдолго време овде во репрезентација и имам поминати многу селектори и репрезентативци, али пред 3-4 години кажав дека ова за мене најдобра генерација. Бидејќи ова генерација се разликува многу од другите генерации, мислам дека оваа генерација го нема нашиот балкански македонски менталитет. Оваа генерација го има овој европски менталитет и ние имаме респект према секој противник, али знаеме што може да дадеме и мислам дека нова генерација и новој селектор го краси овој менталитет победнички, али не балкански, не македонски менталитет, овој европскиот менталитет. Добро, како што каже, сигурно имаме квалитетни средна ред. Никој пат имали сме и порано играчи што игра во Европа. Да. Средна ред имаме и добро одбрана, имаме напаѓачи, мислам дека имаме по страната бочни, мислам дека имаме комплетна репрезентација, али не е тоа. На нас не краси, како што кажав, не нашиот менталитет, ова е европскиот менталитет и оваа генерација тоа го докаже на многу надпревари. А кога викаш балкански или македонски менталитет, тоа е она дека се плашиш да победиш едноставно, претерано ги цениш другите? Балкански, за македонски менталитет играш, јас сум овде играле многу добри утакмици со Холандија. Холандија кога била од една од најдобрите репрезентации, играме нарешено, после 3 дена губиме од Андора. Така. Што на оваа репрезентација 6 години тоа никој пат не ни се десило, бидејќи ние со Гиблатар или со Азербејџан, секој респект за овие репрезентации, играме исто како и против Германија и против Шпанија и против Италија. Значи едноставно се влага со 100% во утакмицата без разлика против кого и се оди на победа без разлика. Не утакмица и на тренинг, бидејќи овде на тренинг никој пат така не се тренира во репрезентација. Што кажав, јас сум долги години овде и знам како беше порано и како е сега. Мислам дека тренингот е најголем показател. Ако не тренираш преку неделата како треба, не може на утакмица да одиграш, да дадеш 100% од себе. Кажи ми, еве Џани, ти кажи ми, се компетитивни тренинзите? Онака баш компетитив? Да, добро, Џани Чекај да најслабо тренира. Затоа и него го прашувам. Да се опушти. Џани нема дај тренинг, Џани само на утакмица. Али он е исклучок. Другите 25 сите тренираме кој што треба. Слушај, додека другите тренираат, Џани си ја мести косата. Горан добро каже менталитет. И ова е на тренинг, од таму треба да тренираш сериозно и после утакмица е автоматик, како се га? Да, автоматски. Да. Автоматски си треба ке играш подобар и менталитет што е сега на овој тим и не е само зашто сега сме на европско менталитет е до последние 2-3 утакмици до 5-6 години што сакавме ние сите да смениме овој менталитет и тоа не е лесно и затоа имаме успех и
Треба другия што сака да дојдат кај нас сега у А репрезентација, треба да имат ова менталитет. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креатурите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Се душа вртат вентилатори, а душа бара сонце, море, плажа, коктели. Прасињата се празни од сабајлеска шефти. Ни за сладолед не најдов среќа има недели. Кога Фейсбук вика чекај види што ти нудам јас, гледам видео со песна, одно опуштив глас. Ете ги кеш пријатели без вана познати. Условите кај ни се каде најдобри. Сега се нов тротинет, ке се возам до 3. 25 се на број, освои еден и ти. прв, да сем најдобри. Шиго летово и ти, во ке шаплицирај си. Пренеси го својот стил во дворот и градината со Black & Decker. Вистински алат за совршена градина. СБДМК, за тие што создаваат. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Насмевката доаѓа веднаш после првиот залак. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Корење. Павлака со мокен вкус и здрави состојки. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ново од
инжекција на алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Wits во аптеките близу вас. Секако, освен на вас, на нашата публика, нашите фанови, им благодариме и на нашите пријатели, партнерите кои беа со нас цела оваа 12-та сезона. Благодарност до сите, а меѓу нив и секако најдоброто од Македонија, Good Nature чевите и моето брашно од Кадино. Продолжуваме ние сега со последниот, вториот дел од емисијата, со Џани, со Елиф, со Гоче Пандев и Мрме. Мрме, бидејќи еве сите кажуваат очигледно дека си успеал да всадиш еден победнички менталитет. Употребуваше ли, бидејќи, знаеш, те знам дека размислуваш и психолошки и слично, употребуваше ли некои такви нефудбалски тактики кога им го всадуваше тој фудбалски победнички менталитет? Па добро, не фудбалски тактики. Ја и во кога играме игри и во слободно време асоциации, се поделени во две екипи и стално победата е на прво место и по природа не сум човек што сака да губи и знам и кога играме сервис или некоја игра да бидам со сите можни средства дозволени да победам. Така да бидејќи јас сум и судија и се така да морам да победам, не за нешто друго. Се шалам. Нормално, они се спортисти и секој спортист во себе го има тој победнички менталитет, но онај тимскиот, мислам дека беше пресуден да најважно ми беше што самите фудбалери го поверува она што им дадоа доверба, која еве им благодарам за тоа, да она што го работам, она што го мислам, го прифатат и го спроведат на терен и на дополнето со нивниот фудбалски квалитет ни го донесе она што ова го говорат, а тоа е победничкиот менталитет. Јас мислам дека Македонија 5 години е во серија од позитивни резултати, во која, не знам, еве гора недолго во репрезентацијата не се случувале. Значи, 2017 година имавме само еден пораз, 2018 само еден пораз. Квалификации за Европско завршивме трето место, што никогаш не сме биле во историјата. Баражите и онаа Лига С ја поминавме со еден пораз само против Ерменија во Кипар и на крај квалификациите за светско од можни 9 освоивме 6, од која онаа победа во Германија. Сето тоа е доказ на она што фудбалерите го кажуваат дека оваа репрезентација има победнички менталитет, меѓутоа еден долг период. Така. Гоче, ајде да се вратиме на претходниве генерации со кои што си бил соиграч. Ако можеш да земеш еден фудбалер од сите претходни генерации со кои што си играл, да го носиш на европско, кој би го зел? Па не, види, имав јас и со сите, имаше стварно добри играчи. Сега не знам кој да изберам. Некој, еден така, што мислиш дека би додал? Па, може овде да Новески, стварно за прав професионалец, прав германски менталитет, мислам дека ќе биде добар дојден во ова репрезентација. Ама и добро ќе се вклопи? Па не знам, сега не сакам да бидам тренер, не знам дали ќе се вклопи, али е вака... Како сове? Па добро, имаше Христоф, Шакири... Едно каже. Ми каже повеќе генерации. Еден, убаво ти вика Џани. Еден рековме, Николче Новески. Новески. Подобар, вака. Џани, а ти кого би зел, Џани? Имам ја. Ова е мој тим. Доста ти се, добри ти се овие. Доста. Одлично. Како пристапува кон фудбалот? Како пристапува, знаеш, филозофијата на фудбалот? Како ја гледа Биелса, како Мрме? Кои им се разликите, пример? А еве ќе те прашам конкретно, кој е по-лесен тренер за играч еден, каде по-лесно проаѓа? Тоа е не фер да кажеш по-лесно. И за Мрме е тешко, и за Биелса е тешко. Знаеш, треба да you need to believe, да сакаш, да што
на оваа философија што сака да игра Мрме или Бјелса, ти треба да сакаш и да имаш мотивација да тренираш за ова. Ако да не се вклопиш. И за Бјелса или нема без мотивација или да не сакаш да тренираш за Мрме или со Бјелса дека е тешко, подобар смени клуб. Така. Се гледа Џани се гледа со англиски новинари дека си имал работа, гледа како е испраксиран. Одма знае, бам бум. Не може прашање да го допре. Така си е, Џани, убаво кажуваш, треба да се вклопи во филозофијата и во менталитетот и тоа е веројатно клучот. Тренерот или селекторот ја има визијата како треба тоа да изгледа, а веројатно на играчот му останува да се пронајде себе си во тоа. Ја мислам сите знае, Бјелса е друг, different brain има и затоа е тешко да кажеш како е он. Е подобро да дојдеш и да гледаш. И сите тренери, како кажа, има друга философија и еве мистер е тука и идеме европско 5-6 години заедно овде и ова е квалитет уште. И затоа не можете да кажеш како он е подобар, е тешко. Убаво си кажа. Не збориме за кој е подобар, него чисто знаеш како пристапуваат. Еве на пример Гоче, тебе ќе те прашам да ми ги споредиш Мрмињо и Мурињо, на пример. Не кој е подобар или нешто, него чисто како пристапуваат кон фудбалот. Јас на пример кога ги гледав All or Nothing. Па добро кажа Џани да работиш цела сезона и на краток период не е исто, али шефот докажа дека е еден голем тренер, најдобар селектор во историјата на Македонија. Го направи тоа што никој не го направи. Со Моринјо. Сигурно искреноста и зборувањето со играчите е препознатливо на Моринјо, бидејќи Моринјо комуникацијата со играчите му на едно големо ниво и тоа го препознав и кај нашиот селектор. Знаеш што е пример исто точно, ова е една работа да играш цела година, а друго е да играш малку, но сепак пак полувремето е секогаш полувреме. Е пример кога губи некој на полувреме, пример Тимов губи и треба да се мотивира. Како пристапува Мрме, а пример како пристапува Моринјо. Еве, ти си играл за двајцата. Добро, Мрме на полувреме ако губиме нервозен. Моринјо кога доаѓаше на полувреме и губиме, вика многу добро играме, не заслужуваме да губиме. Значи само мотивација. Да, па исто еве во финалето игравме се сеќавам пред 10 години со Бајер. Мислам, ние шутнавме едноч на голот на полувреме и дојде почна да шутира торбици, као не може вака добро да играме. Многу играме добро, никој пат така не сме играле добро. Ако играме, продолжиме така, ќе го изгубиме финалето. Ние почнеме да се гледаме, што збори. Едноч дојдовме до голот и гол дадовме. И така, има разлика, секој тренер си има свој менталитет, разлика што каже и Џани. Друго е у клуб и друго е во репрезентација. Гоче, си размислувал ти некогаш, здравија Боже, понатаму у фудбалската кариера тренер да станеш? Не, никој пат и немам ваква желба, гледам овде. Нема на 25 играчи како ќе се стално некој незадоволен ќе остане, што е најнормално. Што викаш? Играат само 11, не може да играме сите, да и не сум размислувал и немам некој желба да бидам тренер. Елиф, како викаат со играчите, што викаат за Пласманов? Кои се муабетите во Наполи, бидејќи сепак и Гоче има историја. Таму ти си исто така многу сакан таму во Наполи, а еве сега Македонија е на првенство пласирана. Какви пораки добиваш од фановија? Од фановите или од соиграчите? Па и од соиграчите, и фановите, и од управа. Па искрено, одма после пласманот на Европско првенство, одма добив од скоро сите играчи од клубот. Сите беа срекни затоа што знаат на Бате Горан што тоа му значи, затоа што Бате Горан играше 3 години у Наполи, така да и исто и од управата на Наполи, исто од тренерот Гатузо, од сите соиграчи Кулибали, Мертенс, исто Инсиње, затоа што Бате Горан долги години им беше соиграч. Да. Така да они се срекни за сите нас, исто затоа што знаат колку е тешко една мала држава да се пласира на едно големо првенство. Така да не само од Наполи, исто така добива големи
честитки од други соиграчи како што е Мартин Шкртел од Словачка, кој што играше Ливерпул, заедно игравме у Фенербахче и многу тренери. Сите беа срекни што го направивме тој голем успех. Искрено сите беа исто така изненадени, али после тоа сфатија дека не како да кажам, не е случајно дека се пласиравме на европското првенство, затоа што после тоа игравме 3 утакмици за квалификации на светско и да ја победиш Германија не е лесно, и после тоа кога отидов во клуб сите ме гледаат со друго око. Одма после тоа вика, oh, you win against Germany, вика. Така, искрено, браво. Премногу сум среќен се ова што се случи до сега. Знаеш, ние не знаеме, не сме биле во Наполи и слично. Можеш ли да ни опишеш како гледа на нашиот Гоче во Наполи? Знаеш, тешко е кога се зборува да се опише колкав статус на легенда има он во Наполи. Па искрено да ви кажам, ја до сега и мене не ми се верувало, затоа што кај да идеш, со кого да идеш, сите зборат од мали до најголеми, затоа што сите знаат колкав квалитет има Бате Горан, сите го викаат Гранде Горан. Да. И се уште се чудат на овие години со тоа што го прави. Не само они, исто и така и ние се чудиме и ние се чудиме сите наши соиграчи. 48 години, замислете. Да, и сите соиграчи што играле со него, сите тоа исто така го гледаат како сите обични луѓе, си викаат мама мија, што се вика на италијански. Така е, само не можам да ви го опишам тоа што е Бате Горан во Италија. Џабе, не се опишува, тоа треба да идете и да видите сами и ќе сватите што е Бате Горан. Така е, не се опишува со зборови. Да. Гоче, Гранде Пандев, дај морам да те прашам, пред некое време имаше една слика, па многу отиде вирално на интернет, од тебе и Буфон, кај што си шепкате нешто вака. Што си кажавте таму на сликата? Не, ми кажа да играм, дека ја го прашува ти ќе играш? Па да, викам 43 години уште ли ќе играш? Говорим ја и на мене вика ако можеш треба да играш. Па друго мислам дека друго е голмана и друго како што каже и Елиф. Добро како тренирам, али они денес спие до 10 до 11, ја не може по цела вечер со сум умрен, не може да спием ако не земам некој апче, волтарен или има, да, сигурно дека физички не сум лош, али има многу други работи што не сигурно се трудам секој пат да тренирам, да се одржавам, али не е лесно да се игра на ова ниво. Мислам дека ќе рекуперација малку потешко и затоа. Да. Вистина. А кажи ми, осеќаш ли вака ние као публика кога гледаме како се развива некако технологија и фудбалериве стануваат се поише машини, буквално. Знаеш, ти си долго време во бизнисов, така да речам, во професијава. Осеќаш дека многу е напреднато тоа? Например, кога ќе споредиш фудбалер денес, види го Кристијано. Машина, човече. Да, така е. Не пред 15 години исто, јас се зборам за серија, бидејќи долго време сум таму, сигурно. Да. Физичкиот дел сега многу повеќе на физички план. Порано беше сигурно квалитетот доаѓаше до израз, али сега ако не си физички спремен и колку да имаш квалитет, мислам дека е тешко да играш на едно големо ниво. Така е. Значи треба максимално посветување, максимално тренинг, здрав живот, фокус. Така и за да играш у големи екипи како што игра Елиф и Џани, ако не си и физички, и технички, и тактички спремен, мислам дека не можеш да играш ниво Премиер лига, ниво серија. Џани, за тебе многу зборуваат сега во Англија, нели, околу можен трансфер од Лидс, Галатасарај, вака така шпекулации еден куп. Кога ќе донесеш одлука каде ќе продолжиш? После првенството? Да речеме до крајот на првенството нема да мислиш на тоа или? Јас сум сега тука, концентрација за европско и имам уште контра таму. Може да иде, може не си знае, ама моја глава е европско и не сакам да слушам више кај ќе идеш, што ќе биде.
Најважно за мене сега европско и тоа сакам стварно да идем стварно сериозно и сакам и таму да земеме нешто зашто за овој тим, оваа група што имаме треба да веруваме, to believe и така. Ке земиме и таму боди и само треба да мислиме само европско. Ние во Македонија нели немаме толку квалитетна лига, далеку сме од Англија и така натаму. Ама можеш ли да ни опишеш, бидејќи сепак англичаниве се болни по фудбал и ти претпоставувам дека кога си дома во Лиц, апсолутно цело време те напнуваат онака harassing со прашања кај ќе одиш, што ќе правиш, како ќе правиш. Можеш ли да ни опишеш таа атмосфера на фанатизам за фудбал, знаеш, се околу фудбал, кога е викенд, кога се игра утакмица, лице, темата и ништо друго. Како е да играш у една таква лига кај што има толку многу притисок врз тебе, знаеш? Бидејќи ете си бил во Швајцарија, па си отишол ваму. Само сега во Премиер лиг не можев да гледам како е на Премиер лиг, во Чемпионшип гледав, зашто мислам и во Наполи на сите овие големи клуб, до деца сите се фан, сите се болен за фудбал. Ама ти ако играш на овој ниво, треба и да бидеш спремен во глава и треба да имаш овој менталитет зашто мислам сите ако играш ти дали имаш нормално пред утакмица си нервозен, гледаш 30.000 или више, не знам, ама после ако играш имаш ова концентрација што мислам не гледаш што има пред тебе, све таму и имаш ова концентрација и требаш да бидеш спремен ако играш на овој ниво и мислам овие ше Горан што игра со Champions League финал е друго, таму мислам и паника ти дојде и тешко е, зашто сите стварно тешко, ама ако си спремен тука, тоа е и да бидеш професионално и ова е нешто за публика све да не падна паника, нервозен, да бидеш смирен и види на крај ама не, многу убав да видиш ова, да гледаш овие до деца, до сите. А како, Џани, како да не подлегнеш под притисок? Еве да речеме ќе ти дојде млад фудбалер за совет, да те праша адвајс, знаеш да му дадеш. И кога имаш лоша утакмица, знаеш самиот дека не си перформирал добро. Да речеме што правиш таа вечер или следниот ден? Не отвараш воопшто интернет, не читаш наслови, не гледаш, знаеш која ти е тактиката како да се справиш со тоа? Со ова social media, знаеш, живееме во такво бурно време. Ич не гледам. Не сакам да гледам. Само кога игра добро. Ако играм добро, читам. Ако не играм добро, не читам. Играм Warzone. Треба и да читаш малце, ама но е... Ако те интересира и стварно и да читаш, има фанси што и да играш добро, ќе пише лош за тебе, зашто не те сака. Да. Коча, така ли бе, вистина ли ова? Вистина е така, право. Значи, кога играш добро, читај, не играш добро, играј Sony. Толку. Па добро, сами сме свесни ние кога не играме добро. И ние не сме машини секоја такмица да играш на највисоко ниво. Сигурно има и во годината и пат во формата, има и такмици што не играш добро. Тоа е нормално. Али треба, како што кажа Џани, најважно ти е главата, да бидеш концентриран и мислам дека се почнува од главата. Гледаш во секоја професија е тоа слично и исто. Ако си прав професионален, зборувам да перформираш на висок квалитет, треба прво тука да си спремен, па после се понатаму. Елив, да те прашам, какво е чувството да се видиш себе си на сликичка од Панини? Прекрасно, искрено. До сега искрено немам ни еден албум собирано. Се до Никогаш не си собирал? Стварно? Никогаш. Не зезај. Али од секогаш сум сонувал дека еден ден се надевав дека ќе бидам дел од исто така од големи клубови и од големи успеси и се надевам дека ќе продолжи пошто се уште сум млад. Добро, фала Богу.
Да, така да среќен сум што сум дел од албумот и што ќе ми остане успомен за цел живот, исто така да покажуваш на своите деца и на внуци и со кого си играл најпрво, кои ти биле соиграчи, за например за Джани луди работи, кои те прашаат и све тоа, и со така и со противниците. Луди работи. Како има Джани луди работи, што збори овој? Джани играше фудбал, не друго. Мрме, ти те нема на сликичките, ама па се снајде народов. Те ставивме на сликички. Да. Наистина креативно од страна на навивачите и им благодарам за тоа, така да еве ја со овие момци бев на Панини, така да исто како што каже Елиф, тоа ќе остане и за мене еден успомен и што ќе го памтиме цел живот. Апсолутно. Кога ќе ја добиеш поддршката од навивачите, тоаш не ти треба ништо преостанат. Така е. Може само нешто да ти кажем за Панините и за албумот. Кажи. Филипо и Јана го префрлите сите, викат, тато, изгледа ти си најстар на европското. Не ги гледа сликичките, чита кој е дата сите репрезентации. Да, викам, конечно и ја на 38 години. Да, беше Ибраимович и ти, ама не Ибра не иде. Да. Види, вистина, добро, окей. Гоче, ама кога ќе се навратиш на целава оваа кариера, стварно прекрасна, преубава. Размислуваш ли и на светско да одиш? Ма не размислям. Сега сакам само да уживам на ова европско првенство. Имаме стварно прекрасна атмосфера. Со нетрпение очекував да почнат овие припреми. Верувам да ти кажем наискрено, како прв пат, како мало дете се радував да почнат припремите и да почне ове европско првенство. Стварно треба сите да уживаме. Да. Па после европското ќе планираме што како и понатаму. Све е можно. Се е можно, ми се свиѓа тоа што вика Джани, така е. Ја мислам и ако се пензионира, например, после Европското првенство, може да се врати за една година, така да здравје. Види, нема да му биде прв пат. Со едно 15 кила више. Не е проблем. Не е битно. Само 10 минути да влезе во игра, да даде еден гол и толку. Тоа е тоа, доволно е. И да каже, ајде доставе ти, пак се врати да играш. Па дојде. Гоче, баш морме исто кога беше во емисија спомна за тој момент дека прво нешто што направил кога стапнал на позицијава селектор, било тоа да оди кај тебе во Италија и да те враќа во репрезентација. Лесно ли те кандиса да се вратиш? Па добро, да дојде во Дженова. Разговаравме најотворено, ми ги каже неговите планови и неговиот проект. Исто и јас малку на лош начин се откажав од репрезентацијата, бидејќи имавме стварно катастрофални услови, амбиент и атмосфера и се, и сакав да дадам еден знак дека вака не да работите во репрезентацијата. После со доаѓањето на селекторот дојде во Дженова, разговаравме најотворено, ми кажа неговите идеи. Ја прифатив, му кажав дали, му кажав ше малку да размислам, да зборам со мојата фамилија, бидејќи јас сам не одлучен, имам и жена и родители. Таман почна така, да ме гледа. Ми се допадна неговата идеја, ги гледав првите две утакмици, видов дека стварно има потенцијал ова репрезентација. Селекторот има голем потенцијал и мислам дека може да направиме еден голем успех и еве. Дојдовме до ова надпреварување и мислам стварно сум среќен и сум му благодарен што ме убеди да се вратам во репрезентацијата. И ние сме му благодарни што те убеди да се вратиш, да ти кажам право. Морме? Многу од прашањата дека сега малце знаеш тука убедување. Горан премногу си ја сака Македонија и сите победи на клубски план ги имаше посветено на Македонија. И во текот на разговорот само еве сега кога веќе е тој моментот, ако за нешто сум среќен, е за она што му реков дека твојата големина заслужува само да како капитен ја изнесеш Македонија на едно европско првенство. И еве среќен сум што на 13 јуни Горан со траката на рака ќе ја изнесе Македонија за прв пат на европско првенство. Така да
Горан беше нели нашиот лидер, заедно со сите дечки кои се во репрезентацијата, нели, огромни заслуги, но среќен сум затоа што таква фантастична кариера заслужува еден настап на Европско првенство со Македонија. Да бевме сега во студио со публика. Знаеш ли што ќе беше мрме? Аплаузи, аплаузи. Сигурно почнува со Австрија. Значи сигурно почнувам со Австрија од почеток. Сигурно. Џани гледаш. А за Џани и Елиф ќе размислам. Има некои прашања од публика, еве на брзинка некој да поминеме. Вика вака, како е кога играте едни против други во првенство? Еве пример Наполи Дженова ако играат. Како изгледа тоа? Повеќето не играм така да го гледам, бате Горан. Джубокс више он. Ке гледа Играше малце. сега со нас, нели игра? Да. Му викам бато полека, немој многу да не дадете голови. Не запнувај многу. Ало треба да играм на европско бацо, немој така. Убаво е чувството искрено да се игра еден против друг. Сепак да се надигруваш со твојот соиграч е нешто посебно. Така да ја мислам дека е прекрасно. Против пожарна бригада Скопје. Вика што типуваат против Австрија. Тип, значи. Ајде, Џани. What's your bet? Ајде. Јас една прогноза може да направам. Ајде. Сите три утакмици ги победиме. Може, прифатено. Дај да те прашам стварно, мрме, што ќе кажеш ти селектор кон селектор? Нели го прочита изјавата на Дебур? Да, ја прочитав и слободно пред надпревар другите нека зборуваат што сакаат. Ние ќе си останеме сконцентрирани, ќе си веруваме во себе и она што го имаме да го кажеме, ќе го кажеме на теренот. И во меѓувреме ќе учиме пцовки на холандјански, на холандски. Тежок е јазикот, тој е мешавина на германски, но така да нема да Пандев да ги учиме него. полиглота е Пандев, ќе научи у меѓувреме, што ти е за 2 недели. Може. Следно прашање. Како ќе го прослави Гранде Пандев голот против Холандија? Така е прашањето. Па како и секој гол со моите колеги, бидејќи да постигнеш гол заслужна е целата екипа и дај Боже да постигнем, не јас и кој да постигне гол, важно е ние да победиме. Како твој ќе го осеќаш, кој да даде? Понатаму со кој дрес ќе се игра? Тоа мислам дека го решивме, така? Ова е дресот со кој што ќе се игра, нели? Не знам, треба да ги прашаме домакините. Они ги стават дресовите. Аха. Добро, ние така разбравме. Екипа. Така разбравме, да, добро. Чека да видиме Важно друго. само да имаме дрес. Нема везе. Важно дрес да имаме. Важно да имаме дрес. Џани, Треба да играме, не игра дресот. а замисли Џани без дрес па да ве остават. Без дрес треба да играш. Да играш. Вика вака. Добро, ова ќе продолжи ли Пандев и на светско, тоа го рипнавме, го прашавме и дали некогаш би бил председател на ФФМ во иднина? Сега, во иднина? Не, а? Не. Аман бе Гочеве. Значи пензија и готово. Години кај председател. Нели сакате да играм уште сега председател? Не, планот ми е горе во Италија да останам да живеем, имам некои други планови и така. Федерација нема никој пат не не занимава ни председател ни Гоче, ништо. Мојата Дженова би останал? Мојата фамилија, да, добро, во Италија веќе 20 години живееме таму и така. А во Дженова би останал, Гоче? Како? Во Дженова би останал или не знаеш? Па сега за сега да, од Дженова, али планот ни е да се преселиме во Милано и да продолжиме да живееме таму во Милано. Така си е. Метропола права. Ги рипаме више прашања од публика, привршуваме при крај сме и со интервјуо. Да се вратиме, предлагам пак на европско за крај. Нели, како што кажавме, не сме без шанси. Гледам дека победничкиот менталитет си е како што треба, не е балкански, македонски, што би рекол. Гоче, правите ли некакви калкулации чисто онака меѓу себе? Што би било, која би било?
ако ја изиграме на оваа утакмица вака, ако овој изгуби од овој, ако вака, знаеш, не може верувам дека човечки е да не ги правиш тие работи. Онака патот до полуфинале како може да биде патот до четвртфинале. Ја мислам дека и не е убаво и да не сонуваме на тој начин. Мораме, што викаш ти? Па добро, јас секогаш и како човек и како тренер сакам да целам високо и нели прв во оваа држава ја поставив целта за европско првенство пред 5 години кога малку ми наверува во тоа и среќен сум што ја остваривме и прв е без разлика што никој тоа не го бара од мене, ја поставив целта да ја поминеме најнапред групата. Тоа го направив затоа што на почетокот верував во овие момци дека може да го направат, а и сега истото го поставив затоа што верувам во овие момци дека со својот квалитет може да го направат и да ја поминеме групата. Калкулации можеш да правиш ако ти бележиш добри резултати и ако собираш бодови. Ако ние не собираме бодови, воопшто не интересираат другите што ќе направат. Значи најбитно е ние да одиграме максимално, да бележиме позитивни резултати и да собереме доволно бодови, онолку колку што ќе бидат доволни нели за пласман во следна фаза. Како да продолжиме понатаму, да речеме, оваа убава приказна што се гради сега, како да продолжи после европско? Чисто онака, што мислите вие, што треба да направиме и од аспект на јака репрезентација, јаки клубови, јаки играчи? Знаеш, не би сакале нормално да се доведеме во ситуација еве сега да отсонуваме, да прославиме и така натаму и после пак да се вратиме на некакви стари македонски патеки. Што треба понатаму откако заврши ова првенство да правиме како држава, како федерација, за да имаме да продолжуваме со овакви успеси? Гоче мислам дека како вака искусен може да одговори. Па добро, ја може да кажам само дека треба да се оди по овој пат, мислам да се оди по овој пат треба најпрво да остане селекторот селектор и да се ги заврши овие квалификации што ги почна за светско првенство. Он најдобро е познал во репрезентација, направи нешто што не верувам дека некој друг може да го направи. Не зборам за резултати, направи една хомогеност, направи една фамилија што јас сум, како што кажав, долго време овде во репрезентацијата, никој пат така не бил. Ни во еден клуб. Бидејќи овде ние стварно се сакаме најискрено, се почитуваме. Тоа да го направиш треба стварно да си голем и он тоа успе да го направи. Сигурно ако сака Македонија да продолжи по овој пат треба он да остане селектор на нова репрезентација. Ако не знам како ќе биде понатака. Сигурно имаме многу квалитетна репрезентација, али мислам дека селекторот е една од најважните работи на репрезентацијата. Одлично. Ти благодарам, Гоче. Ти беше криво Академија Пандев дека изгуби од Силекс во финалето? Ќе требаше премиера. Не криво, да гледав и заспив на продолжението. По-лошо утакмица не сум ни гледал. Ти си газда за кој би сакал да играм. Да, нема нашиот клуб нема казни, знаеш, само има добивки и нема казни и премии, да. Најлесно е да играш во академија, немаш никаков притисок, не си имаш да усвоиш нешто или да направиш лагано, може да си играш без притисок и може да играш и до 50 години ако сакаш. Па ете кај ќе играш после кариерата во Италија, што ти фали? Ако играм и ако не на 50 години може да играм како што игра Тони. Се зафркав. Дечки, за крај имаме таму оставено една топка, ќе потпишат репрезентативците и на нашиот Facebook ќе отидете, ќе видите на кој начин може да стигнете до неа. Ви посакувам многу успех, нормално, цела Македонија со вас. За крај, еве, кој да било од вас нека го има завршниот збор. Од нас како фанови само ви се поклонуваме до земја и ви посакуваме се најдобро, така да повелете да ја затвориме емисијата со ваш последен збор, господине Џани. Сите заедно, тим, фанс, стаф, цела Македонија заедно на европско. Така е. Се најдобро, дечки, бидете здрави, бидете расположени, да си поминете убаво е најважно, а резултатот сигурно сам ќе дојде. Браво, цареви, ве сакаме сите. Напред Македонија. Hvala.